Неколку десетици турски инвестиции ќе бидат спроведени во Македонија, како резултат на македонското учество на бизнис форумот во Истанбул, Турција. При посетата, премиерот Христијан Мицкоски имаше средба и со турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган, на која исто така е зборувано за добрата инвестициска клима која Македонија ја нуди. Во периодот кој што следи, очекувам неколку десетици такви потенцијални инвестиции кои што ќе се операционализираат. Претседателот Ердоган лично ми кажа дека ќе се заложи за што поголем број турски инвеститори да дојдат кај нас овде во Македонија, а нашата задача како држава, како македонска економија е сето тоа да го препознаеме и да отвориме нови работни места, а оние кои што се надвор од државата да се обидеме преку добро платените нови креирани работни места да ги вратиме дома. Инвеститорите ја бираат Македонија и поради стабилната економска состојба која им се нуди, државните субвенции и сите други услови за просперитетен бизнис. Речеме годишната инфлација во Грција е над 5%. Во Бугарија и Романија е двоцифрен број проценти. Во Хрватска е исто така над 5%. Косово е близу до двоцифрен број на проценти. Единствени земји во регионот кои што имаат околу 3, помеѓу 3,5 и 4% се Србија и Албанија. И затоа јас реков, ние имаме една од најниските инфлации. Да речеме Турција, оваа година годишната инфлација е над 30%, 31-32%. Така што мерките и ангажманот и проактивниот ангажман на владата резултира со вакви бројки. Ние мораме да споруваме на бројки. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најостро го осуди палењето на возила пред бугарската амбасада, истакнувајќи дека случајот е приоритет за истрага и дека сторителот е брзо приведен. Сторителот кој што се сомничи за палењето на возилата собственост на бугарската амбасада е многу брзо идентификуван, обезбеден од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со Агенцијата за национална безбедност и тие беа вклучени во рамки на споделување на клучни информации во врска со овој кривично правен настан. И колку што јас имам информација согласно на која што сум известен од страна на началникот на СВР Скопје, обвинителот мислам дека оваа постапка ќе ја води поитна постапка, така да во текот на овој ден очекувајте дека ќе треба да има соопштение од страна на обвинителството и од страна на судот во однос на понатамошните чекори кои што ќе се превземат процесно. Огромна осуда од лично моја страна и од страна на сите оние, пак ќе повторам, политички фактори во државава на било какво насилие, особено насилие насочено кон овде станува збор за оштетување на предмети кои што се во собственост на соседна држава, особено таков тип на насилие треба да биде предмет на осуда и е предмет на осуда од сите нас. Училиштето е сведено на фабрика за оценки, факултетот е чекална за бирото за вработување или биро за иселување, а образованието е распарчено, обвинуваат денес од СДСМ. Образовниот систем денес е распарчен, бирократизиран и брутално партизиран. Лабораторија за политички експерименти на ВМРО на штета на учениците и просветните работници. Се носат закони со сериозни штети врз образовниот систем и квалитетот на образованието со кој уште повеќе ќе се зголеми одливот на млади кадри од државата. Училиштето е сведено на фабрика за оцени, факултетот е често само биро за вработување или биро за иселување. Вистина е дека средното и високото образование стана класна бариера, каде успеваат само оние со длабок џеб, додека талентот на учениците и студентите се губи во застарените методи. За ВМРО ДПМН бројките ја кажуваат вистината и индицираат раст од 3%, кој е евидентен веќе 7 квартали поред, потенцирајќи дека државата се движи во правилна насока. Владата предводена од ВМРО ДПМН посветено работи во интерес на граѓаните и на македонската економија. Резултатите што денес ги гледаме се потврда дека државата се движи во правилна насока со стабилен економски раст, подобар животен стандард и одговорно управување со јавните финансии. Нашата економска политика се темели на 3 клучни приоритети: капитални инвестиции, привлекување странски директни инвестиции и поддршка на македонското стопанство.
Токму овие политики обезбедуваат континуиран раст на економијата и создаваат услови за нови работни места и повисоки приходи за граѓаните. Македонија бележи раст од над 3% во 7 последователни квартали, а според кварталните показатели се наоѓаме помеѓу водечките европски економии по стапка на раст. 2 милиарди денари добија 15.000 производители на тутун во државата по основ субвенции, потврди премиерот Христијан Мицкоски денес. И со оваа исплата, вкупната исплата во земјоделието по основ на директни плаќања и преку програмата за поддршка на руралниот развој достигнува сума од отприлика 15 милиарди денари, откако оваа влада пред речиси 2 години е избрана. Ако направиме споредба на овие 2 години и годините 21, 22, 23, 3 години на претходната влада, тоа ќе дојдеме до следниот заклучок. Во овие 2 години се исплатени 15 милиарди денари, вклучително и долговите од 21, а претходната влада во 3 години, 21, 22 и 23, вкупно нешто помалку од 14 милиарди. 1 милиарда помалку за 3 години, ова влада 1 милиарда денари повеќе за 2 години. Пред 5-6 години цената за килограм тутун беше 150 денари. Сега таа изнесува 420 до 450 денари. Производството од 18 е зголемено на 28 милиони килограми. Тоа е токму поради фактот што една од моите први активности кога бев избран како претседател на владата, заедно со министерот за земјоделие, беше да ги повикаме откупувачите и токму таква порака да испратиме дека очекуваме фер однесување кон тутунарите. 60 ученици се фатени во обид за припишување при полагањето на државната матура, изјави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Оваа година, за разлика од минатите, каде што имавме огромен број на вклучени млади во Вибер групи, во Телеграм групи и така натаму, всушност од испитот се отстранети само двата дела, и првиот и вториот дел, само 60 на ученици, што значи имаме одличен напредок во спроведувањето на матурата. Што се учениците кои се фатени во припишување? Сите оние ученици кои што се откриени со мобилни телефони, телефоните им се одземени, односно за нив е прекинат тестот и решавањето завршува тука. Но не само што завршува решавањето, туку истовремено им се поништува тестот, така што тие ако се фатени на еден од предметите по кои што полагале со мобилен телефон, тие нема да добијат оценка по тој предмет, поточно ќе имаат единица и ќе треба да го пријават за полагање во следната сесија, тоа е во августовската сесија. За министерката, генерално полагањето на државната матура поминало во најдобар ред. Но кога ќе бидат објавени резултатите? Резултатите ќе бидат познати до крајот на јуни или почетокот на јули и ќе можат потоа учениците да си го планираат своето запишување на факултетите. Во втората половина на август е предвидена реализација на полагањето на државната матура за оние кои во јуни ја пропуштиле можноста. Во Штип полагаа 503 матуранти, од кои 420 државна матура, а остатокот училишна и завршен испит. Ветеринари од Агенцијата за храна и ветеринарство спрече увоз на 23.685 килограми замрзнато пилешко месо по потекло од Бразил. Забраната е поради непочитување на донесеното решение за забрана за увоз на живи животни, производи и нус производи од животинско потекло, заради заштита внесување на вирусот на високопатогена авијарна инфлуенса, птичји грип, во земјава. Пратката со замрзнатото пилешко месо е одбиена, бидејќи истата била произведена во јануари 2025 година. А согласно донесеното решение, забранет е увоз на пратки кои се добиени од животни кои се заклани, натоварени и сертифицирани пред 1 август 2025 година. Европската комисија доби гаранција од албанската влада дека ќе се спроведе целосна проценка на влијанието врз животната средина и дека ќе се почитуваат европските еколошки стандарди, изјави комесарката за проширување Марта Кос, коментирајќи ги неодамнешните случувања околу проектот поврзан со Џаред Кушнер. Според Кос, овој проект, како и сите тековни проекти, мора да бидат во согласност со законската рамка и критериумите според поглавје 27 за животна средина.
Таа додаде дека ситуацијата ќе треба целосно да се разјасни пред да може да се затвори поглавието, а неговото затворање моментално е планирано за крајот на 2027 година. Заменик министерот за внатрешни работи на Грција Константинос Гиулекас истакна дека се разгледуваат привремени решенија за олеснување на преминувањето на границата. Едно од планираните мерки е поставување модуларни контролни пунктови на граничниот преминев зони, со што една лента би се проширила во две. Се најавуваат и активности на модернизација на инфраструктурата на преминот. Во однос на биометриската регистрација, нагласи дека европската регулатива овозможува привремено и делумно суспендирање на негова примена во периоди на зголемен сообраќај, практика што, како што рече, веќе се применува. Турската полиција приведе 27 лица како дел од истрагата за наводни неправилности во издавањето градежни дозволи поврзани со проекти на конфискуваната градежна компанија на затворениот градоначалник на Истанбул Екрем Имамоглу. Полицијата спроведе рации во Истанбул и во две други провинции насочени кон општински службеници, градежни компании и компании за надзор на градежни работи. Според канцеларијата на главниот обвинител во Истанбул, истрагата е поврзана со наводите дека неколку проекти во населбата Беликдузу во Истанбул добиле дозволи за користење и покрај прекршувањата на прописите за градење и зонирање. Осумничените се обвинети за фалсификување службени документи, кршење на градежно законодавство и измама на државни институции. Во време на се поскапа живеачка и се подржав животен стандард, ДПМН организира масовни и скапи партиски прослави, констатираа денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. При тоа констатирајќи: имаме сериозни индиции дека се врши мобилизација на државната администрација за партиски цели со списоци за задолжително присуство на роденденската прослава на ДПМН во Струмица. Јавно прашуваме: дали ВМРО ДПМН ја злоупотребува позицијата на власт и државните институции за да обезбеди масовност на овој свој роден ден? Дали вработените во администрацијата се изложени на закани и притисоци доколку на истиот не присуствуваат? Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип за денешните изјави на СДСМ велат дека се резултат на безидејност и страв. Безидејноста по изборното фијаско на парламентарните и локалните избори во Штип. Знаеме дека е тешко да се разбере функционалноста на ВМРО ДПМН од страна на СДСМ. Потикнати од стравот дека ВМРО ДПМН е партија која предводи владата заедно во коалиција со народот и ги одбележува настаните заедно со народот, разбирливи се вакви изјави. Сепак укажуваме дека вратите на стадионот во Струмица се отворени за сите граѓани. Заедно да одбележиме 36 години од ВМРО ДПМН и 133 години ВМРО. Стои во денешната реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Кризата со откупот на млеко во Делчевска е резултат на неконтролиран увоз на пастеризирано и млеково прав од Србија, тврдат од Сдруженијето на одгледувачи на говедо од расата Симентал. Тие во Србија донесоа декрет кај што државата донесе декрет дека не смее да се прекине откупот на млеко. Цената за редовните количини не смее да се менува, за вишокот на млеко може да се смени. И сега вишокот на млеко тоа е вишок што доаѓа кај нас. Со мала цена, со ниска цена. Се внесува во Македонија, го внесоа млекарите, тие го преработуваат млекото и ставаат брендови изнавења произведено во Македонија, македонски производ и точно произведено во Македонија. Но никаде не декларираат дека суровината од млекото увозна. Млеко во прав смее да се додава само во течната млечна програма, пастеризирано млеко, кисело млеко, јогурт. И тоа во количини не повисоки од 10%. Кај нас ние имаме 100% произведено сирење и кашкавал од млеко во прав. Кој дозволил? Како дозволил? На рафтот е најлесно да направиме контрола. Нека идат инспекторите во млекарите да видат. Таму има ХАСАП, систем за следливост. За членовите на Симентал, голем дел од вината за ваквата состојба во исто време, голем дел од профитот го остваруваат за себе се големите увозници. И ви потенцираме, за овие решенија не се потребни пари, туку волја да им се застане на патот на олигарците, на големите увозници. Тие го прават проблемот. Не се млекарите што го преработуваат,
Не се фармерите што прават вишоци на млеко, туку увозниците и кои можат да продаваат се и се што под етикета каква сакаат. Знаете ли, го читав синоќа 3 сати законот за безбедност на храна. Знаете ли какви ригорозни закони? Јас сум Значи, ако се почитува тоа... 50% сум сигурен дека пола од инспекторите го немаа прочитано законот. Аз сум го прочитал, 3 сати ми требаа само за млеко, за етикетирање, за проценти, за детали, за степени, за чување, за транспортирање. Ако се овие закони спроведат на терен, ние ќе имаме супер производ и супер цена. Од друга страна, македонскиот фармер не е конкурентен на пазарот. Во Србија субвенции по грло се за 300% повисоки од македонските и се исплаќаат годишно, еднаш. Нашите не се исплатени. Уште за 2025 али не се исплатени. Значи многу повисоки од колку? 300% повисоки од нашите. Так. Во Србија субвенции по литар млеко во проценти не знам колку се, но во денари се овака. 10 денари се исплаќаат на месечно ниво на литар произведено млеко. Динари или денари? Денари. Значи 20 динари. И 50.000 денари, уствари динари за грло оставена, за женско грло. Така. Нашите 16 месеци ни доснат субвенции за млеко. Не наоѓаме мана, нема пари, окей. Тоа е тоа, не е окей, ама ете, се носиме со проблемот. Ама, овоа што се прави, да е пуштен македонскиот пазар без надзор, овоа не ми се, уопште тоа не повредува нас.Оздруженијето бараат исплата на заостанатите субвенции, активирање на инспекторите од Агенцијата за храна и ветерина и постојни контроли на млекарниците кои работат со увозно млеко и млеково прав. Овие ставови беа искажени синоќа во емисијата Што мисли народот на телевизија Стар, во која гостуваа представник на Здруженијето Горан Вучковски и сточарот Маријан Стојовски. Во четврток, Лозово ќе биде домакин на регионален базар кој се организира во рамките на едукативниот настан Секој слушна за Еразмус+. Значи, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со општина Лозово и Организација на жени на Лозово организира настан насловен Секој слушна за Еразмус+, кој ќе се одржи во општина Лозово в четврток на 18 јуни со почеток во 11 часот. Ова иницијатива на Националната агенција представува практичен спој на европските образовни вредности и на локалниот економски и културен потенцијал, како и можност за мрежување меѓу учесниците на настанот. Што се предвидува регионалниот базар? На настанот се поканети невладини организации од стручниот сектор, како и занаечи институции кои се занимаваат со стручно образование од Лозово, но и од околните општини Штип, Свети Николе, Велец и Градско. Целта е на учесниците на настанот да им се доближат можностите за користење на фондовите од Еразмус Плюс програмата, од начин на аплицирање да им објасниме до полезности кои се од мобилностите во областа на стручното образование и секако запознавање, дружење и мрежување помеѓу локалните чинители. Настанот содржи 2 дела. Што се ќе биде презентирано? Значи, настанот содржи 2 дела. По првиот информативен официјален дел од програмата, кој ќе вклучи презентација на добри практики, односно на успешни приказни, ќе следува неформален дел, односно регионален базар на занаечи, представен преку бројни живописни штандови. Очекуваме амбиентот да биде интерактивен, ќе се презентираат рачно изработени производи, ракотворби, накид, ќе се дегустираат традиционални специјалитети, пијалаци и локални производи од овчеполието. Ќе бидат представени и народни носи, мед и целото богатство на локалното културно наследство од регионот. Настанот е во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со општина Лозово и Организацијата на жени Лозово. Со обраќање на Ана Михајлов, директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, и Бошко Цветковски, градоначалник на општина Лозово, во присуство на представници од делегацијата на Европската унија.
Во моментов, водата за пиење од водоводите во Беровските села Двориште и Ратево не е за пиење. Општина Берово излезе со известување во кое стои: се известуваат жителите на село Двориште и село Ратево дека согласно добиениот извештај од лабораториското испитување на примерокот вода со лабораториски број 911/2026, земен на 1 јуни оваа година од водоводните системи во двете населени места, од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, утврден с големен број на присуство на колиформни бактерии, цревни ентерококи, ешерихија коли, како и зголемен вкупен број на бактерии. Согласно правилникот за барањата за безбедност и квалитет на водата за пиење, водата не ги исполнува законските и стручните услови за безбедна употреба. Освен за пиење, водата е ризична и за подготовка на храна, се до добивање на нови резултати кои ќе потврдат дека водата е безбедна за употреба. Хиперхлорирање на водоводната мрежа ќе се изврши во петок на 19 јуни, а во текот на тој ден водата не смее да се користи за никакви потреби. Општината апелира за доследност од страна на граѓаните и почитување на препораките. Во малото алпско село Лакир на границата меѓу Франција и Швајцарија има уникатен хотел чии соби, ходници, па дури и кревети се протегаат преку државната граница. Гостите на тој начин можат да ја поминат ноќта во една земја, а утрото да го дочекаат во друга земја. Заспиваш во Франција, се разбудуваш во Швајцарија. Овој необичен хотел привлекува патници од целиот свет повеќе од еден век, а неговата приказна е интересна како и самата локација. Се започнало во 1862 година кога Франција и Швајцарија конечно го решиле долгогодишниот спор околу Вале де Доп. Потоа, двете земји размениле делови од територијата, а новата граница минувала директно низ селото Лакир, делејќи поединични парцели и згради меѓу двете земји. Локалниот предприемач Понтус брзо ја препознал можноста. Пред да стапи на сила договорот, тој изградил трикратна зграда веднаш на линијата на идната граница. Делот од зградата што и припаѓал на Швајцарија го користел како продавница, додека францускиот дел го претворил во бар. Утре времето претежно сончево. Локално е можен развој на нестабилност кој ќе донесе слаб дожд. Температурите до 30 степен. Ветрот ќе дува со брзина од околу 6 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 41%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбинци со 30 степени, Проби Штип 29, Чешиново, Облешево и Кочани со 30 степени. Виница 27, Македонска Каменица 26, Делчево исто така со 26 степени. Температурата во Пехчево и Берово до 23 степен. Православните верници утре се спомнуваат за светите сестри Марта и Марија. Католиците се спомнуваат за Диоген.